Изградбата на инфраструктура во близина на Хубо Реплек, причина за обвинувањата на управителот на овој маркет упатени на адреса на општината и градоначалникот Јакимовски. Тој пак истите ги смета за неосновани и за да се избегнат понатамошни проблеми, објасни за што поточно станува збор. Одамна е поминато времето на ефтини и матни приватизации и на доделување на земјиште во 4 очи со член 53 со кој што одредени лица и одредени компании имале приоритет во добивање на земјиште или било што во Република Македонија. Се што е продадено согласно деталниот урбанистички план е продадено на транспарентен начин на јавна лицитација, во која што јавна лицитација и учествуваше и Хубо Реплект, во кој што купија една од овие парцели. Можам само да кажам дека никој не ги бранеше господата од собствениците на Хубо Реплек да купат еден дел или поголем дел од овие парцели. Нивната желба беше да целиот тој комплекс, значи повеќе од 2 хектара земјиште, да го купат по 1 евро по метар квадратен. Ние само како општина можеме да кажеме дека нема намера да правиме богати газди, туку имаме намера да правиме богата општина, затоа што овие средства што се добиени се вложени во инфраструктура за граѓаните на општина Карпош, а во исто време во тој дел каде што е сервисна зона ќе се градат објекти кои што ќе го збогатат снабдувањето на граѓаните од општина Карпош. Планот е донесен на 31.1.2014 година, што значи дека за било какви своји пречки во функционирањето господата од Хубо Реплек можели досега да дојдат да реагираат во локалната самоуправа и улицата сервисна што треба да се прави досега би можела да биде изградена. Нивното барање за да дел од овие локации на собствениците кои што го добиле на лицитација земјиштето, односно окупиле на лицитација да им се даде друго земјиште е невозможно, затоа што тоа не го дозволуваат законските прописи и правобранителството, а во исто време овие собственици кои што се веќе собственици на ова земјиште ти имат законска обврска во кој рок тие треба да почнат и во кој рок треба да ги завршат своите објекти. Ние и натаму сме подготвени се што треба да помогнеме на господата и на вработените од Хубо Маркет, за да можат тие непречено да функционират. Даден е налог за да се прават нумерички податоци и постапки и проекти за новата сервисна улица која што треба да се гради, а во меѓувреме Хубо може да функционира со тоа што има повеќе влезови, што значи дека неговото снабдување е непречено и натаму. Согласно деталниот урбанистички план на оваа локација, изградени ќе бидат сервисни центри. Дозволената висина на сите објекти е 14 метри.